Токму овој проект на општина Прилеп, Маркови кули, заштита и делување е во насока на надминување на овие проблеми и има за цел да го подобри унапредувањето со заштитеното подрачје, со воведување на заштитни механизми и систем на мониторинг. Развој на мали инфраструктурни зафати за подобрена пристапност на посетителите и подобрено информирање на локалната заедница како начин за користење на природните убавини во развојот, следејќи ги принципите на одржлив развој. А преку непосредна соработка со Институтот за старостојанска култура, јавното комунално претпријатие Комуналец и останатите институции кои имаат интерес за ова, да се придонесе за зачувување на овој споменик на природата. We have been investing 6 million Европската унија има веќе доделено 6 милиони евра за заштита на животната средина и се разбира дека оваа финансиска помош продолжува да се зголемува и исто така тоа што Европската унија го има направено и во паралела на сето ова што го кажав, има и тековен твининг проект кој што е поврзано со понатамошна хармонизација на националната легислатура со директивите на Европската унија во оваа сфера, тоа е во заштита на природата. И се разбира дека како трет проект кој што денеска го започнуваме, а тоа се 17 грантови за 17 проекти кои што се поврзани за заштита на загрозени видови како и животни. Исто така можам да кажам дека ние сме навистина охрабрени со покажаниот интерес, тоа сме добиле 79 апликации за овој проект. Навистина морам да кажам дека постои огромен интерес и се разбира потреба за финансиска поддршка и ние се разбира дека со нетепени очекуваме дека ова финансиска помош да може да биде употребувана од страна на сите инволвирани чинители, дека ќе останат посветени во менаџирање со овие финансиски средства во заштитените места. Тие се наменети за националните паркови Галичица, Пелистер, Маврово, потоа за езерата Дојран, Охрид и Преспанското езеро и се разбира за Јасен и за кањонот Матка. Кога зборуваме за заштитен предел или за заштитена локација, луѓето мислат дека тоа значи изградба на ограда околу таа локација и да не се дозволи пристап на самите луѓе и сето тоа да се одржува на еден изолиран начин од самите луѓе. Меѓутоа, нашиот пристап е другчи затоа што ние подразбираме под заштита на природата, под заштита на заштитените објекти, да може да се соработи со локалното население, се со цел да може да се понатаму промовира заштитата на заштитени локации, се со цел, како што веќе беше кажано од градоначалникот, да може исто така да се развие и туризмот и исто така друг вид на спорт, да не се уништи природата, туку да се сочува природата во интерес на самото локално население. Тоа е нашиот слоган.